Втора пресконференција за само 24 часа одржа денес ВМРО ДПМН Штип на тема пожарникари и нивните судски барања за висина на платите и на доместоците. Представниците на двете партии вчера упатија тешки меѓусебни обвинувања за долгогодишниот спор, но и за големата сума пари која општината сега треба на пожарникарите да им ја исплати. Очигледно, од ВМРО ДПМН не се задоволни од образложението на градоначалникот на Штип Благој Бочварски, па денес на истата тема и на истото место пред домот на пожарникарите во Штип одржаа нова пресконференција. Очигледно е дека градоначалникот е неинформиран, па затоа прави лоша услуга на својата партија со дадените несмесни изјави. Во 2017 година, токму ВМРО ДПМН покажа интерес за зголемување на правата и платите на пожарникарите од 20%, со донесување на законот за пожарникарство, со која оваа категорија го добива висинското место во системот. Меѓутоа, во 2018 година, општина Штип прави дрска манипулација со покачувањата, при што согласно законот дава покачување на пожарникарите, а ја намалува вредноста на бодот. Така се намалува платата на пожарникарите, иако наводно добиваат покачување. Ако продувањето за оваа постапка е немањето пари во буџетот, тога зошто не се направи ребаланс на буџетот за 2018 година, како што се направи за фудбалскиот клуб Брегалница, или пак да се предвидат средства за плати на пожарникарите во буџетот за 2019 година. ВМРО ДПМН апелира да се удостојат пожарникарите и да им се гарантираат нивните права, затоа што на крајот од денот тие имаат една од најтешките и најблагородните професии. На најновите обвинувања од ВМРО ДПМН, од СДСМ денес возвратија со писмено соопштение. Попусти се обидите на опозицијската ВМРО ДПМН и советникот Љубе Здравков да ја манипулираат штипската јавност, очајнички будувајќи се да добијат политички поени кај граѓаните. Граѓаните и вработените во ТПП Штип знаат дека токму ВМРО ДПМН 10 години немаше слух за овие вработени. Граѓаните треба да знаат дека територијалната противпожарна единица има повеќе вработени од тоа што е потреба за територијата на општина Штип и општина Карвинци. Граѓаните треба да знаат дека поради неодговорното работење на претходната локална власт, предводена од ВМРО ДПМН, општина Штип има повеќе годишни судски спорови. Општина Штип во согласност со присудата на Основниот суд во Штип ја покачи платата за 20%. Во пресметката за плата пресметени се сите додатоци на плата што им следуваат на начин кој што го налага присудата од Основниот суд од Штип. Повторуваме дека во овој момент за прв пат по повеќе години се покачува платата на пожарникарите. Стои меѓу другото во соопштението од СДСМ.